Добар ден и од мене, започува нова М+ на телевизија Телма. Како да се препознаат првите знаци на аутизам кај детето? Многу родители не сакаат да веруваат дека нивното дете има проблем, но кога станува збор за аутизам, односно нарушување во аутистичниот спектар, тогаш раното препознавање на симптомите е многу важно. На оваа тема ќе зборуваме со доктор Олга Јотовска од Заводот за ментално здравје во Скопје, педијатар инаку по професија. Добре ни дојдовте. Добро нашла. Се почесто се зборува за аутизмот, бидејќи е се поголем бројот на деца со аутистично нарушување. Да започнеме со тоа како се дефинира. Дали станува збор за состојба или болест? Значи, кога збориме за аутизам, велиме дека се работи за една високо варијабилна состојба, која што настанува заради пореметување во невролошкиот развој, а последици од тоа се пореметување во социјалната комуникација, интеракција, вербална и невербална комуникација, еден рестриктивен интерес за околината, така да спаѓа во групата на така наречените первазивни, прожимајучи состојби, каде што не останува практички ни еден систем да не биде на некој начин инволвиран во етиологијата на самото заболување. Така, значи станува збор за состојба. Состојба, да. Знаците, симптомите варираат? Симптомите, значи, варираат, тие се јавуваат и најчесто ги приметуваат родителите, а и експертите, негдека во периодот од 18 до 24 месец, мада доброто око на родителот и доброто око на лекарот може и многу порано да ги примети, уште во доенечкиот период. И јас би почнала баш ето од тој доенечки период. Значи, кога имаме бебе, кога имаме бебе кое што не ги пружа рацете према мајката, кога не реагира на зборовите на мајката, кога не ја погледнува мајката, кога она го дои, кога нема една фацијална експресија, кога нема глас да пушти. Значи, тие се мали работи, меѓутоа всушност многу големи кога изостануваат и треба да се обрне внимание на нив. Често пати тоа дете го прифаќаат како мирно дете, како дете што е не многу захтевно, па и така на некој му прија и не почнува да бара што е разлог за ова однесување кај детето. Значи, нема фацијална експресија, нема гугање, нема подавање прегратка према мајката, не ја погледнува мајката во очи, на своето име не реагира исто така и тоа се знаци на кои што треба да обрнеме внимание и да побараме една консултација. Не значи дека сето ова веднаш ќе излезе аутизам или не знам што, али ако нешто не одскокнува во компарација со другите деца, треба да се. Сега понатаму... Често пати околината знае да каже, старите знаат да кажат, остави детето, ќе почне да зборува. Дали треба да се чека? Ние во праксата имаме такви ситуации, поготово кога бабите и дедовците инсистират на тоа дека треба да се чека, дека се е во ред со детето, дека за џабе го носите на лекар и така натаму, меѓутоа не треба да се чека. Поготово ако мајката, значи мајката е тука примерна, ако таа нешто ако нешто ја гризе, ако она е насекирана, поарно да се отиде да се види, па нека излезе дека нема ништо. Важно ли е раното дијагностицирање? Многу е важно раното дијагностицирање од причина што мозокот на детето има една карактеристика што ја викаме пластицитет. Пластицитетот на мозокот уствари овозможува една реорганизација во одредени ситуации кога одредени региони не функционираат како што треба. По пат на реорганизација може се превземи да се компензира улогата, али со интензивна работа, дефектолошка, логопедска и така натаму. Токму ради тој пластицитет на мозокот ние сакаме да имаме рано откривање, работа со повторување на одредени работи, нови неуронски патишта, синаптички патишта се создаваат и може многу добра рехабилитација да се постигне. Така. Да ги вклучиме гледачите во овој дел од разговорот 3076 677, слободно јавете си, поставете ги вашите прашања поврзани со првите знаци на аутизам кај децата. Причините се најразлични. Лекарите, научниците наведуваат најразлични причини, односно нема усогласен став која е причината за појава на аутизмот. Практички во однос на етиологијата на аутизмот имаме една збрка, еден галиматијас. Во почетокот генетските фактори беа основни за кои што се мислеше дека први и последни, да не речам, меѓутоа како што истражувањата се повеќе се прошируваат, се доаѓа дека
многу други фактори се вклучени, како да речеме фактори од страна на имунолошкиот систем, од страна на гастроинтестиналниот систем, потоа неуроразвојни пореметувања, кои што ги среќаваме уште за време на интраутериниот развој и на околиските фактори кои што во последно време за кои што во последно време имаме толку многу сознанија што можеме недека да ги изедначиме дури и со генетските фактори. Така. Ние би можеле, ако сакате, од било кој... Така, јас би започнала со аутизмот и вакцините. Ми се чини дека најмногу контроверзи има тука. Родителите кои што имаат деца со ваков проблем инсистираат дека проблемот лежи во вакцините. Но од друга страна студиите покажуваат дека нема никаква поврзаност. Да. Значи, вакцините се денеска анатемирани кога се работи за аутизмот и тие сметаат родителите, а и некогаш и медицинската јавност смета дека вакцините можат да предизвикаат аутизам. Постојат повеќе хипотези за тоа дали вакцините и како предизвикуваат аутизам. Едната хипотеза е поставена уште 1998 година од британски дечи гастроентеролог Ендрю Уейкфилд, кој што со неговата група на истражувачи предпоставиле дека сите вакцини кои што имат повеќе од 2 антигена предизвикуваат оштетување на гастроинтестиналниот тракт и овозможуваат пенетрација на многу неуротропни субстанции кои што дали се протеини, дали се тешки метали, дали се вируси, дали се бактерии кои што директно го оштетуваат мозокот. Втората е да тимеросалот што се наоѓа во вакцините, значи живата што се наоѓа во вакцините е причина за оштетување на мозокот. И третата е дека поливалентните вакцини, значи вакцини кои што содржат повеќе антигени, се во состојба така да го пореметат имунолошкиот систем, дека и чувствителни луѓе предизвикаат аутизам. Во врска со првата, значи Ендрю Уейкфилд работел со 12 деца со аутизам и ја донел таа претпоставка, меѓутоа се понатаму се испостави дека се работи за нарачана студија заради конкурентски односи меѓу фабриките кои што произведуваат вакцини и ретко се десило, ова е еден од тие ретки ситуации да се тргне неговиот артикл од The Lancet, кој што е часопис богами реномиран, да се тргне такво нешто од The Lancet, а нему да му се одземе лиценцата за работа. Значи, тоа отпаѓа. Второ, дека тимеросалот, односно етилживата, што се наоѓа во вакцините, може да биде причина. Долго време имаше и такво мислење. Сега, што уствари науката докажа? Живата се наоѓа во две форми. Едната е во етил меркури, а другата е во метил меркури. Оваа жива што ја има во вакцините, што ја имаше во вакцините, затоа што од 2000 година скандинавците ги тргнаа, да речеме, све што е со тимеросал, таа жива во организамот има кусотрајно дејство и многу брзо се излачува. А метил живата, метил меркури, таа може да биде штетна, токсична и да предизвика блокирање на многу биохемиски патишта на ниво на нервните келии, и дека таа жива највеќе ја има во храната, и тоа во морската храна. Например, има соопштенија дека Фарските острови, жителите на Фарските острови користат маст од кит во својата исхрана. И навистина кај нивните деца има нешто повеќе аутизам и други отстапувања, да речеме и сензорни отстапувања, моторни отстапувања и така натаму. Колку тоа е точно, не знаеме, меѓутоа метил живата е таа што ги прави тие проблеми, а не живата што се наоѓа во вакцините. Заради тоа американците, британците, квебежаните, канаџаните имаат направено огромни статистички испитувања на големи статистички маси, каде што успеале да пронајдат во тие маси по 200, по 300, по 100 деца што имаат аутистичен спектар на нарушување, меѓутоа нигдека не нашле врска меѓу тимеросалот во вакцината и појавата на аутизмот. А може би една така по-илустративна и мислам стварно извонредна слика ќе добиеме од истражувачите во Данска, кои што децата кои што примале вакцина ги поделиле во 3 групи. Група која што примала вакцина со 250 микрограма жива, група што примала со 125 микрограма и група што примала вакцина без жива. Не се гледа сигнификантна разлика меѓу трите групи во однос на бројот на деца
заболени од аутизам. Тоа прво, а второ, од кога го тргна Тимеросал од 2000 година, бројот на аутистички деца во Данска се повеќе се зголемува. Значи, тој дел исто така не укажува на предпоставките што биле поставени. И уште ова третата... Поливалентните, односно... Третата, поливалентните вакцини. Се сметаше за поливалентните вакцини дека заради тоа што повеќе антигени одеднаш се внесуваат во организмот, дека тоа може да биде причина за промена во имунолошкиот систем. Не се најде никаква врска. Дури се докажа дека едно новородено е во состојба да реагира на 10.000 антигени, новородено, да не речем на 10.000 вакцини. Што е штетата од сета ова антивакцинална кампања? Зошто ова е антивакцинална кампања која што може да изроди многу негативни работи. Значи, вакцинацијата представува една, да речем, појава од толку голема важност да може да заштити за население од многу тешки болести. Прво, дел од нив смртоносни, други ако кој преживе со тешки компликации, и сега се јавуваат соопштенија кои што ја побиваат функцијата, улогата и заштитното дејство на вакцинацијата. Еве што излезе лошо. Лошо излезе што британците имаат многу добри статистики и вела дека 1996 година 92% од децата биле покриени со МРП вакцина. 2004 година само 84%, значи оди надоле, а во некои региони во Лондон само 63%. ММР всушност е таа вакцина која што најмногу се поврзува најповеќе да речеме озлогласена во врска со. Многу родители одложуваат, велат прво детето нека проди, нека прозбори, па потоа ќе ја дадам. Нема да има некоја, да речеме, не знам каков одраз, нема да има и да прими покасно. Меѓутоа не е најдено врска меѓу МРП и аутизам и МРП и леукемија, затоа што едно време имаше и една струја која што викаше дека и леукемија. Најдена е врска меѓу МРП и фебрилни конвулзии. Значи оние грчеви, знаете, од што се предизвикани со температура. Мислам дека младите родители, не знаејќи ги овие болести, од кои што ние ги вакцинираме децата, не знаејќи текот на болеста дека може да биде многу лош, компликациите на оние што ќе преживеат дека може да бидат многу лоши, затоа они одбиваат вакцина. Доколку повеќе би знаеле, мислам дека не би го... Стравот од аутизам во секој случај е голем, затоа што се почесто се среќаваме со деца кои што се соочуваат со една ваква состојба и во светот. Ви споменавте некои статистики порано, пред 30 години, еве може споменаме. Нешто најилустративно, уште првите вакцини кога биле. Вакцината на Едвард Дженер за вариола вера или Луи Пастер, значи тоа се великани. Уште веднаш во местото на нивното раѓање почнуваат антивакцинални кампањи. И тоа некако не престанува. Ние не знаеме, до сега нема научен доказ, не знам натаму како ќе оди. Меѓутоа, за сега на вистина нема научен доказ дека вакцината дава аутизам. Што е со, да речеме, со поврзаноста со лактоза и глутенот? Кај децата кои што имаат ваков проблем, родителите спроведуваат посебен систем на исхрана, односно изфрлаат глутен, изфрлаат лактоза. Дали тоа доведува до одредени подобрувања? Значи, врската меѓу гастроинтестиналниот систем, gut to brain врска, таа е возможна, таа постои и многу важна комуникација меѓу централниот нервен систем, меѓу гастроинтестиналниот систем и меѓу имунолошкиот систем. Во цревата на луѓе кои што не се болни, има голем број на микроорганизми кои што имаат страшно важна улога, заштитна улога, продуцираат многу витамини, продуцираат многу пептиди кои што се важни за функцијата на мозокот. Во случај да тие бактерии на некој начин бидат елиминирани, а кај децата најчесто се елиминираат поради злоупотреба на антибиотици, значи почнува да буја група на бактерии која што има сосема спротивно дејство. Значи тоа се анаеробни, тоа се микроаерофилни бактерии, потоа имаме докажано постоење и на нови бактерии кои што ги има исклучиво кај деца со аутистичен спектар на нарушување, како што е сатерела, да речеме.
тие бактерии го блокираат ова што треба да се создаде, така да немаме прекурзори за допамин, за серотонин, за катехоламини, за многу други субстанции важни за функцијата на мозокот. Затоа кога ќе се збори за gut to brain систем, се мисли на едно многу убав термин, има биохемиско сигнализирање меѓу овие два система. И се што не чини во цревата се одразува на мозокот и се што не чини во мозокот се одразува врз цревата. Значи, кај здравите луѓе имаме лактобацилус група, имаме бифидус група, имаме здрави бактерии. Кај деца кои што страдаат од аутизам, среќаваме сосема друга врста на бактерии. Така, например, американците направиле кај овие кои што имало сатерела во цревата, ова нова бактерија што, да речеме, јас не ја имам слушнато, и кој што има тешка форма на аутизам, 6-неделен третман со ванкомицин, кој што е еден од најјаките антибиотици, со што се убива бактеријата, предизвикало подобрување и во однесувањето, и во когницијата, дури подобрување на ниво на гастроинтестиналниот тракт, бидејќи тие деца скоро сите имаат некој проблем со гастроинтестиналниот тракт, дали диарија, дали констипација, дали клокотење во цревата, дистензија на цревата, болки во цревата и така натаму. Што е со Candida albicans? Со Значи, таа габичка? Да, и таа е многу актуелна. Значи, тука Candida albicans е една фунга, габа, која што ја имаме и нормално во цревата, меѓутоа ја немаме во таква количина како што имаме кај децата што имаат аутистичен спектар на пореметување. Се што сторила природата, тоа е мудрост, значи Candida albicans ги чисти тешките метали во цревата и имаат многу добра и важна функција. Меѓутоа, кога ќе дојде до злоупотреба на антибиотици, кога се работи за имунодефициентни... Така, ти во кисела средина се развиваат. Да, да. Значи, кога ќе дојде до употреба на некој од кортикостероидите долготрајно или имунодефициентен пациент или од карсином болен пациент, тогаш веќе доаѓа бујање на габите, кои што порано помалку ги познававме и нивната структура и начинот на дејство, меѓутоа сега се е отидено толку напред да докажано дека содржат околу 80 што ензими, што протеини, хидролази, фосфолипази, кандидолизини и така натаму, кои што ја појачуваат вируленцијата на кандидата, така да се поставува на самиот зид на дебелото црево и практички оневозможува било каква физиолошка комуникација меѓу луменот на цревото и меѓу крвната структура околу цревата, натаму и во циркулацијата. Па затоа во циркулацијата навлегуваат многу субстанции кои што се токсични, околу 80 од Candida, како што се ацеталдехид, потоа етанол, алкохол и така натаму. Сето тоа директно делува подражувачки на централниот нервен систем. Таа се храни со шеќер и затоа родителите добро прават, значи го тргаат шеќерот. Потоа се дава исто нистатин, се даваат пробиотици што се многу важни и ја до сега не памтам некој да не го очистил детето, поготово гастроинтестиналниот тракт од Candida. И кај некој се забележува и подобрување и во однесувањето и тоа е добро, барем негде да имаме некој успех, исто као за интолеранција на храната. Доколку се работи за интолеранција на казеин, на глутен, на лактоза и така натаму, елиминацијата на тие субстанции во исхраната, добар дел од родителите, а и доста научници докажуваат дека може да дадат една долготрајна па и одржливо подобрување на состојбата, како во социјалната комуникација, така и во другите делови од аутистичниот синдром. Ние немаме многу време, имаме многу прашања, се би се задржала на хипербарната комора. Децата кои што имаат ваков проблем, често пати користат хипербарна комора, дали тоа се препорачува и терапијата со окситоцин, да ја објасни. Значи, хипербарната комора, мислењата се про и контра. Хипербарната комора, значи, е комора во која што се постигнува троструко поголема концентрација на кислород под поголем притисок и една од елементарните ситуации кога се користи хипербарната комора, тоа е интоксикација со јаглен моноксид. Во однос на децата со аутизам, се дека во светот се правеле обиди, меѓутоа поставено е етично прашање за
дали воопшто да се користи, затоа што кај некој носи опасност од пробушување на мембрана тимпани, значи на ушното тапанче, кај некој било забележено крварење во мозокот, она не е evidence-based. Во западноевропските земји тргната е хипербарната комора како начин на третман на аутизам. За други работи може да се користи. Така. Ви благодарам што бевте дел од 0N+. Ние немаме повеќе време, сакав и за окситоцинот да се спомена, но се надевам дека повторно ќе дојдете во емисијата и ќе проговориме. Еден совет на родителите, доколку се посомнева, доколку има чувство дека нешто не е во ред со нивното дете, веднаш да се обратат на педијатар. Да, значи без дискусија, Американската педијатриска академија предложува да се направи скрининг на сите деца од 18 до 24 месеци со цел скринирање, излекување на оние деца кај кои што постои можност да се развие аутистичен спектар на пореметување во однесувањето и веднаш да се почне со evidence-based третман, значи со окупациона терапија, логопедска терапија, бихејвиорална, едукацијска и многу други терапии, токму ради тој пластицитет на мозокот, заради кој што ќе може да се активираат патишта кои што еве ќе компензираат ваму каде што нешто не штима. Ви благодарам што бевте дел од 0N+. Молим. Тука го заокружуваме денешното издание на емисијата. Гледајте не повторно утре од 12 до 12:30 секако на телевизија Телма. Пријатно.